Кога кажавме дека Ацо и Христијан работат на рейтингот на Бојко у Бугарија му помагаат и сега ќе биде добра соработка ќе имаат и ќе ги стават бугарите уставот, а Бојко ќе им рече нешто таму, демек сменди или нешто у договорот, нешто шатро ќе биде нека запиркат нека точка. И демек еве ние со Бојко супер браво. Битно бугарите ќе ги стават уставот. Ништо нема суштински да сменат, само некоја точка ќе биде смената веројатно и толку. Битно бизнисот има да си тера, да си и тоа што викаше Маријан Ѓорчев, една банка да купат, една телевизија, еден оператор. Зашто ти пуштаме едно друго видео? Нели Бојко Борисов беше лош, нецивилизиран, криминалец, злато, пачки му наоѓале, пачки злато нема, иначе има прачки, злато и пачки пари. Ама Ацо Николовски све е пачки за него. Така рече, пачки злато. Пачки злато. Нели беше све тоа најлош на целиот свет беше. Му го кренавте рейтингот на Бојко Борисов и Христијан и Ацо му го кренаа рейтингот на Бојко и Тимчо Победи. во Бугарија, нели? Пошто Бојко благодарение на вашите договорени напади тераше пиар у Бугарија дека он е најголем непријател на македонската влада и дека нема да им попушти. И доби куп гласови. И сега ќе формира влада. И сега Мицковски, ние зборевме пред месец дена дека тоа го прават. И вчера Мицко вика на мојот голем пријател Бојко Борисов му честитам на победата. Ајде да видиме што сме збореле, ајде. Минимум пристојност е да ставите знаме на државата од која што доаѓа претседател на државата. Минимум човек треба да е нормален тоа да го сработи. Најмалце што очекувам од претседател на држава е да оди таму да гледа кај има, кај нема знамења. Не е тоа работата на државата, тоа е работа на домаќинот да покаже минимум пристојност. Ама затоа што домаќинот очигледно нити е цивилизиран, слободно нека пратат за ова. Нити е домаќинот цивилизиран, нити има било каква почит, затоа работава вака како што е. Сега помизерни од нив се само овие нашиве домашниве слуги. То е јасно описано за пријателска среща какво се прави, за официјална, за работна, но да речеме тук нямат опит. Но езика, който използват, има само едно извинение. Оставка на този министър. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии, трябва да се виждат, разговарят с тях. А ние ще направим всичко необходимо в Европейската народна партия да знаят какво са говорили и защо е нашето категорично решение по този въпрос. Бојко дека, како што викат бугарите, печали политички поени на грбот на Ацо Николовски. Ама и Ацо Николовски печали политички поени в Македонија. Овој печали политички поени в Бугарија пред избори. Тоа е тоа. И сега што е најтрагично, Ацо Николовски прави уште едно видео и му враќа на Бојко дека е криминалец. Ама горд, дека патриотски, да. Го спомнал Бојко и он целиот тука, многу беше радосен, среќен. го критикувал, му пораснал рейтингот пошто се изгуби као невиност на екскурзија. Би сакал да реагирам во однос на последната хистерија која што ја создаваат дел од неуспешните бугарски политичари. Имено непотребно Македонија ја внесуваат во предизборната тематика во Бугарија и најмалце мислам дека Македонија може да е одговор на 7-мите неуспешни избори со кои што се соочува Бугарија. Кризата во бугарското општество е создадена од токму овие политичари кои што наместо да дадат одговор на домашната јавност за високиот степен на корупција и криминал кој што го има во Бугарија, за лошата економија, поради која што многу заминуваат, тие сакаат да се занимаваат со Македонија. Нивното занимавање со Македонија всушност покажува дека нити сакаат добрососедство, нити сакаат Македонија да стане член на Европската унија, уште помалку да напредува кон Европската унија. Тие сакаат да ја блокираат Македонија и да ја користат Македонија како своја предизборна
И кога кажавме дека Ацо и Христијан работат на рейтингот на Бојко у Бугарија му помагаат, и сега ќе биде добра соработка ќе имаат и ќе ги стават бугарите уставот, а Бојко ќе им рече нешто таму, демек сменди или нешто у договорот, нешто шатро ќе биде, нека запиркат нека точка. И демек еве ние со Бојко супер браво. Битно бугарите ќе ги стават уставот. Ништо нема суштински да сменат, само некоја точка ќе биде смената, веројатно, и толку. Битно бизнисот има да си тера, да си... И тоа што викаше Маријан Ѓорчев, една банка да купат, една телевизија, еден оператор. Ајде да видиме како у саботата Христијан Мицкоски му даде подршка на Бојко. Во кого гледате подобар соговорник, например дали во Борисов или во Петков? Па видете, бугарските граѓани претпоставувам знаат најдобро кого треба да го изберат да ги представува и во бугарскиот парламент и во идната бугарска влада. Јас им посакувам успешни избори, фер, демократски избори и да изберат најдобрата влада која што они мислат дека ќе работи во интересите на бугарските граѓани и која што ќе промовира стабилност во регионот и добрососедски односи. Што се однесува до она кој е подобар соперник или полош, тука не би можел сега да јас издвојам, но можам да кажам дека со партијата ГЕРБ, која што ја води Бојко Борисов, сме во исто семејство во Европската народна партија и логично е да посакам уште една политичка партија која што доаѓа од нашето семејство да победи на изборите. Би било нелогично ако се однесувам како што некој од лидерите на партиите кои што се дел од нашата семејство Европската народна партија се однесуваа во минатото, кој помага и соработува со левичарски политички опции, вклучително и од ДКК на Македонија. Тоа е. Како му викаше Бојко, ќе подкрепите ли? Ќе Ще подкрепиме. Ще подкрепиме. Ќе подкреп, пушти му го и тоа. Ево сега. Ќе подкрепиме ли? Всичко ще подкрепиме. Како викаше, овој од Италија, овој од Германија. Овој е американец. Овој е женет за американка, американец е. Ацо Николовски, знаеш што рече? Ја не сум викам, а вториот брак, сигурно. Го има слушано целото видео? Чекај, сега ќе го пуштиме целото да... Тоа видео директно може у Монти Пајтон да се намонтира. Абе, Бојко Борисов го стави ветото за Македонија. Како може Бојко Борисов сега да го реши проблемот? Ја пак ќе го поставам прашањето, дали Бојко Борисов го правеше тоа за да го донесе Мицко на власт? За да врви бизнисот? Тоа е. Требаше да помине време за да можеме ги видиме овие работи. Не ги гледавме. Вентуровски види го, брат. Аце, брат, Вентуровски, мислам дека сега ние што сме го напаѓале Мицковски, сме му го кревале рейтингот, така му изгледало дека намерно така прави. Да, бе. Да, управо си, брат, така. Да. Суштина, ние работиме сите тука за Мицковски. Некој поише, некој помалце. Филип си Гали Сан Северија од Мене ми е ПСК. Сан Северија тука. Ти за неј заработиш? Многу е топ жена. Топ не ја бие. Да. Транзицијски херој или антихерој. Па зависи дали си Мува не направил ја пари или лази. си се... Мува не ја ласи. Пази, Флоровски го има тоа у стенограмите на парламентот. Има прашања поставувано за незините фришопови, нели? Имаше голем муабет тогаш дека многу луѓе се направија милионери со тие фришопови, меѓу нив и Фрчко и така натаму. Главно блиски луѓе на Бранко беа.
И после седнал Флоровски у прв ред на изборот на Гордана за председателка на Македонија. Тоа е живот, Освен пише што романе. после се избра за Северна. Чекај бе човече, ти си прашувал за неа у собрание. У историја си влегол, у стенограмите те има. Дека прашуваш за незините фричопови со име и презиме. Ајде ти збори за Исти- нешто што десило и- пред 30 години. И те седнале, овој лани збори ќе те ги седнале, напалиме у платите. прв ред те седнале, па треба срам малце да имаат луѓето бе. Атанас Чичанов, поздрав момци, ти благодарам на донацијата, фала ти што го финансираш Инфомакс. Иначе стигнахме до 1262 лајка. Машал. Фала ви дечки. Ова е најмногу? За 200 лајка до 1500 ќе биде. Дај да го видиме со Бојко видеото. Се подсетиме на Ајде дека иде видеото, кликнете по еден лајк. Много ми е важно да знам нашата сестринска партија какво мисли в Северна Македонија. Мислам дека тука не треба да има дилема. Ние уште од 91-та година, практично на првиот конгрес, си казахме нашите практично политики кои што ќе идат, тоа е НАТО и Европейскиот съюз, за разлика од овие кои што ги наследија комунистите, сега се социјалдемократи, кои што уште се клоне и во Белград и во Москва. Така што мислам дека тука не треба никој ниту да има дилема, ниту па некогаш имало дилема. Јас сум човек кој што бил стипендиста на италијанска влада. Сум поминал таму магистратурата и докторатот во Германија, стипендист на германска влада. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема, господин Борисов. Тимчо е исто образован во Соединените американски држави. Владко е женет за американка, Полуамериканец. Александар не е, ама е Вториот брак. вториот брак. Долго време е бил во Страсбург, во Советна Европа. Советна Европа. Така да тука не треба да имате никаква, нити па некој треба да има никаква. Така, По тој въпрос. правиме по таа тема. Вие подкрепяте ли договора за благососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да имате дилема. Тоа е многу важно да го знаеме, да се чуе јасно, што демокрацијата Мислам дека е добро, да. не се знае утре кој ќе спечели во Северна Македонија. Ние Дали знаеме. ВМРО, Ние знаеме. дали социјалистите. Сега, Ние знаеме кој ќе спечели. Знаеме кој ќе победи. Ово е од Италија, ово е од Германија. Ниеден не кажа, дали примети дека за ниеден не кажа ово е од Македонија? Аби човек, тој бугарски збори. Бугарски на Бојко? Да. Бугарски му збори. Бојко еден збор македонски не му кажа, демек да го... Да, тоа е почит сепак, нели, кога некој му се обраќаш на неговиот јазик е некоја форма на Како почитување. вика, Ама да имаш и од Тимчо, другата страна, вика, па да разберам. Тимчо вика, у Америка школувам. А што не кажеш дека ние сме го школувале како народ? Дека сме платиле? Едно е да идеш ти да се школуваш од твои пари, а друго е да се школуваш татко ти кога е дипломат на Бранко. Бе, кажете ги убаво работи, бе. Народот има право да знае. Доста манипулирате. И што вика овој од Германија, а како вика за него, ја у Италија сум се школувал по Германија. И што ако се школувал у Италија и Германија? Што? Поголем германец си од германците? А што се школувал у Германија? Некој курс има завршено, што? Или му е тука кај татко му и магистратурата и докторатот и дипломат? Што сакаше да му каже на Бојко? У Германија сум, демек склон сум на тоа да разговарам со други држави за интересите на мојата држава. Абе има еден твит кој што се... Да се продавам? Што? Ово. И Владко Најово го представи, националниот координатор за ништо.
Вика, овој е женет за американка. И браво, значи, па ти си американец више, бе, брат. Да, од кај ти е жената, таму ти е родот.